Двојно зголемена малолетничка деликвенција во Куманово покажува статистиката на кумановската полиција. Малолетници се повеќе вклучени во кривични дела од имотен криминал, кражби, но и насилство. Во повеќето случаи се јавуваат како извршители во група со полнолетни лица, но и сами. Полицијата до основното јавно обвинителство поднела 45 кривични пријави. Повикани се 160 деца во врска со кривично дело. 24 повикани се во врска со прекршокот од областа на Законот за ЈРМ, задржани малолетни деца се 22, лишени малолетни деца се 23. Во полициска станица од општина Куманово извршен е службен разговор со малолетни лица во 168 случаи. Регистрирани малолетни лица како сторители на кривично дело во текот на 2025 година се вкупно 80, додека во 2024 година биле 24. Стручните лица со укажувања проблемот е резултат на влијанието на социјалните мрежи, губењето на авторитетот, вредностите дома, но и на училиште, примерите на неказнивост, но не и опфаќањето во законите, придонесуваат младите да ја насочат енергијата на улица наместо на спортски активности. Апелираат да се работи на превенција, а не на казнување. Младите од обични, да кажеме, кршачи на одредени закони или правни норми да почнат да се занимаваат со организиран криминал. Затоа треба да се работи родителите првин, ако тие не можат да направат некои чекори, тоа да го направат во координација со класните раководители, со професорите, со училиштата, бидејќи училиштата не се само центри за давање едукација, туку формирање и градење карактер. И таа соработка родители, училиштата, понатаму самата локална заедница со создавање на младински центри, со спортски центри може да придонесат да имаме едни навистина корисни млади членови на заедницата. Проблемот може да се гледа од повеќе страни. Проблемот лежи во влијанието на социјалните мрежи. Губење на авторитетот кој што го има семејството пред се. Губење на оние традиционални вредности во семејството, домот, родителите и во училиштето. Пред се мораме да размислиме дека младите имаат од невролошки аспект недоволно развиен предфронтален кортекс кој што им придонесува да имаат импулсивни реакции. А таа импулсивна реакција може да се пренасочи во спортски активности, младината да се занимава со такви активности, а не нивната енергија да ја пренасочат на улицата. Освен тоа, младите гледаат многу примери кои што поминуваат неказниво. Заради тоа тие примери потоа им даваат ним слобода да можат и тие така да се однесуваат. Знаат дека некои во наводници закони не ги опфаќаат како малолетници и поради тоа таа слобода ја искористуваат во тој смер. Како дел од стручната служба на Средното училиште Киро Бурнас од Куманово, преземаме најразлични едукативни работилници за сузбивање на агресијата, на насилството помеѓу младите, на булингот кој е се присутен и сметаме дека треба повеќе да се работи на превенцијата, отколку на она казнивост. Ненавремената реакција, потенцираат, може да ја продлабочи агресијата кај младите.